Благодарам колега Джафери, почитувам премиер Заев, почитувани колеги пратеници. Како се вика тоа кај нас во нашиот крај? Умрела жената што треба да ве пофали, па вие сега тука 1 саат се фалите и тоа баш за здравството. За здравството да се фалиш во Република Македонија со случувањата секојдневни што ни се случуваат во здравството, навистина не знам од каде ви е таа сила, таа храброст, баш со здравство да се фалите. Овој министерот, односно заменикот министер за здравство, што си поднесе оставка, веројатно не се вклопува во големите шеми на владата за поголема корупција. Вам не ви се потребни заменици министри кои што се вплеткуваат во ситна мрежа на корупција, вам ви се потребни големи играчи. Затоа човекот за 50 или 100 евра си поднесе оставка, на вам ви се потребни министри кои што ќе решаваат тендери од 500 милиони евра, кои што ќе купуваат болнички возила за огромни суми на пари, ќе распишуваат тендери со баснословни суми. Они од 50-100 евра не се вклопуваат во вашите коруптивни шеми, дефинитивно. Кога сме тука и кога расправаме за здравството, би ве прашал, испуштија сите мои колеги предходно во нивните реплики, докаде е постапката за продажбата на Мерцедесот, колку амбулантни возила купивте. Вие, премиере Заев, дефинитивно не се сеќавате на вашите предизборни ветувања. Мерцедесот и ден денес ви служи во владата, а болнички возила се уште нема. Се фалите со укинатите квоти за лекови. А секој ден цените на лековите во аптеките се повисоки и повисоки. Веќе пензионерите со пензиите кои што им се намалени не можат да ги купуваат. Драстично се покачени. Знам сега пред избори ќе направите 800-900 денари да им замачкате очи, но повеќе не ви веруваат. Пензионерите 100% знаат за кого треба да гласаат. Нив не им треба лажни ветувања. Ги укинувате квотите, а најбитните лекови за кардиоваскуларни заболувања, најбитните лекови кои што немаат паралела во аптеките за епилептичарите, за останатите, ги нема во аптеките. Може и самите да проверите. Посетете една здравствена установа во Република Македонија, слободно, и верувајте дека нема толку храбро и одважно да ги браните лошите политики во здравството и вашиот министер за здравство Филипче. Ќе го смените вашето мислење. Сликата во здравството Република Македонија е катастрофална, господине Заев. Ви благодарам.